Димче Сијановски е роден во село Битуше во Западна Македонија во 1932 година. Школувањето го започнал во родното село, но го прекинал за време на Втората светска војна, кога училиштата биле затворени. По војната, во 1944 година, го продолжува школувањето и завршува четврто оделение. Потоа се запишува во прва година гимназија во манастирот Свети Јован Бигорски. Ни отвори тогашната власт гимназија и од целата Лазарополе, Галичник, Битуше, Велебар до Жировница и така натаму се собраме деца, едно 100 деца и почнаме да учиме гимназија, се викаше тоа. Меѓутоа, после една година, целата моја фамилија се пресели во рудникот за олово и цинк Провиштип, односно Злетово се викаше. Тамо завршили индустријско училиште, машински смер, и како одличен ученик, морам мало нескромно да се пофалам, рудникот ми даде стипендија да идам да завршам средња машинска школа во Бор. Значи, тамо 3 години траеше и 53 година завршив со одличен успех машинската школа во Борски рудник. По завршувањето на училиштето, Димче Сијановски се враќа во Злетово и добива работа во рудникот. Во 1954 година се отвара Скопска железара. Тој бил третиот нејзин вработен. Од тука бил испратен на специјализација во Словенија и по нејзиното завршување се враќа во Скопје. Кога се вратив од Словенија, бидејќи немаше средства во тоа време железара да се доградува, ги прекина инвестициите и јас се запослив во цементара Русија Скопје. Тука тој останува 3 години, од 58 до 61. По завршувањето на изградбата на цементара, Димче Сијановски се вработува во новоизградената фабрика Охис. Во Охис Скопје беше формирана Централна служба за заштита при работа, така се викаше, во кој беме вработени машински, електро, хемиски техничари и раководител ни беше инженер-технолог на службата. Тука тој добива стипендија и е испратен на завршни студии во Ниш на Факултетот за заштита при работа. Кога ги завршил студиите, тој се враќа во Скопје и тука се вработува како главен инспектор за заштита при работа во македонско-француската компанија во состав на Охис Виолета. Охис ми даде стипендија, завршив факултетот, се ориентирав комплетно на оваа работа, зборам уште како машински техничар, така да тоа ми прави задоволство. Пола кадарот од Охис се вработи во рафинеријата, технолози. Мене ме викна генералниот директор, тогашен директор, Боро Рикаловски, да го спомнам, мада е починат. Меѓутоа ме викна, дека Димче, ти ќе доеш, пошто си упатен во овие опасни работи. Во рафинерија остана многу кратко, само 6 месеци, бидејќи Сојузот на заштита при работа на Македонија, кој бев 13 години председател на тој сојуз, се согласиме со поголем број на работник, поголеми работни организации, да треба да направиме еден институт за заштита при работа, бидејќи сервисот за по-деликатни работи ги земаме од Србија, Хрватска и така. Со одлука на Сојузот на заштита при работа, со поддршка на големите организации, кои што е ОКИ, Железара и така натаму, направиме при Рударски институт Завод за заштита при работа во Македонија. Јас се нафатив да бидам прв директор на Заводот за заштита при работа при Рударски институт. Ние немаме работно време, бидејќи беме главни за цела Македонија, па и Србија и Југославија работа. По распадот на Југославија, заводот прераснува во Централен завод за заштита при работа во Македонија. Тие започнуваат соработка со англиска фирма од Ливерпул, Алекс Стюарт, со кој и до ден денес соработуваат. 23 година ние работиме со англичани и досега не сме имале никаков проблем. Првиот впечаток за Димче е строг, значи строг, но стручен и знаеше што бара. На многу лесен начин го составува контакт со луѓето и доста темпераментен ми се виде. Димче беше омилен како раководител, бидејќи не беше никогаш нити е конфликтна личност, а нити пак стварал конфликти без потреба. Човек кога сам видел енергичен, одлучен, кој све живо луѓе знал, кој е имал свој план. Секогаш расположен, ведар, секогаш спремен да подели, нели,
во искуството да го подели со нас, знаењето да го подели, мислам секогаш во она позитивно светло. Имаше еден пријателски однос во работата, нормално професионален, сакаше да се заврши работата побрзо, тоа е во неговиот темперамент, сака малку побрзо да се завршат работите и колку што може повеќе да се завршат во ден или во еден период, зависи од работата. Меѓутоа, никогаш не се поставил авторитетивно. Но знаеше и да се шегува. Да се шегува и тоа не само со нас вработените таму во Рударски институт, туку и кога ќе излезевме на терен. Он е као човек, што се каже, и стручно и ово жива легенда. И за друштво е ово врло забаван. Зрачи со позитивност, како да речем. Секогаш е спремен да направи шега таму каде што условите дозволуваат, да не се преминат, да кажеме, некои норми на учтивост, кажа се, така да секој ствара кај што е, таму и ведрата атмосфера е со Димче. На факултет, они го вика шејтанот, професорите, ги имаше анимирано, значи врзане со многу анегдоти, настани, кои се многу вредни. Ја имам едно високо поштовање и уважавање према njemu као човеку, као пријателju, као сараднику. Jednostavno човек кој е у свим сферама свог делувања оставио неки траги за себе. Би рекол за Димче дека е голем професионалец, човек кој има многу да каже за заштита на природата. Во исто време човек кој и другите, неговите современици го препознаваат како таков, но и од друга страна човек кој пред се е човек. Благодарение на Димче Исјановски за Рударскиот институт Скопје се чуни с цела Југославија. Мислам дека нема средина кај што не го знаат луѓето кои се во овој сектор вработени директно или индиректно, да речем. Кога ќе се спомнеш името Димче Исјановски, ни беа вратите секаде отворени. Човек е био стварно и наш и свачи, да и се год појавгиво, сви своји људи знали. И сви су го слављавали наш Димче. Он je znao koliko zna i koliko ne zna. A njegovo pozitivno je to što je znao koliko zna. Димче, ти создаде империја во областа на заштитата природа. Он е активен на секое поле, од формирање здруженија, формирање семинари, конгреси, имплементација на законските прописи во пракса и издаваштвото. Има придонесено за формирање на факултетот за техничка сигурност во Македонија. Ја могу да го сврстам управо због тога, у лице или пионира те организоване заштите кој е почело неки далеки 60. Само можам да кажем дека заслужува наградата и ми е драго што се прави вака една чест голема кон таа личност, бидејќи можам да го пофалам и Сдруженијето, Македонското Сдружение за заштита работа, која наследи работата и ја донесе до еден врв во моментов да сме доминантни. Мислим да на овим просторима не постои човек кој е заслужио вишето признање од него. Мислам дека он успехот го има сватено како авантуристичко патување, а не како дестинација каде што треба да стигне. Баш и уште патува, мислам. На Македонското Сдружение за заштита природата посебно му благодарам. Посебно му благодарам што ги води овие работи и што развија една ваква многу убава и пропагандна, и стручна, и научна работа во областа на заштита.